Поради неисплатена радиодифузна такса за Великден стечајците со блокирани сметки. Во изминатите 2 дена УЈП ставила блокада на секоја трета стечајна сметка, па сега сиромашните станаа бедни. Вторникот што беаме се еве на 40 луѓе што се блокирани сметки. Па од 3000, 2000, 4, 5 зависи према годините што се ги наведеле у писмото што е испратено од УЈП за колку за година, за 2, там колку се онедени, различни се цените. Ова значи дека стечајната трпеза за овој Великден ќе биде не посна, туку празна, што кај нив е причина за голем револт. Маката да им биде уште поголема, тие правдата ќе може да ја бараат дури по празниците. Ќе видиме да идеме на состанок со нив, морам не да го најавам и протестом, тоа ќе се договорам со нив, што може да се учине за да не се ослободат од тоа, тоа чисто сумнам дека ќе не испанат сутра, ќе не префрлат топка дека тоа е директно од Скопје. Во тој случај ќе видиме или до Скопје ќе се иде на протести, или току пред подршната единица во Штип. На ниво на регион со блокирани сметки се околу 150 стечајни работници. Тие и останатите нивни колеги кои блокадите доправа ги очекуваат, освен пред УЈП по Великден, ќе протестираат и пред агенциите за вработување. Од агенцијата бараме да ни кажат тачно за нов предлог закон за владата за вработување. Меѓутоа ќе напомена и во дека сите сме здружението што се, нема здрав човек. Така да имат по 30 години стаж, по 20 кусур. Најголемиот стаж е со 39 години жена, која таа не знам дали може да биде способна работа. Ние трашиме да ни се овозбеде предлог закон што беше за стечајците, да не обештетат некој на некој начин. А после кој ќе не работат, тоа е нина работа. Само во источниот регион има околу 2000 стечајни работници, главно луѓе над 60 години. Претходниот закон екзистенцијално згрижи одвај 20 од нив. Останатите се уште се гладни, разочарани и на улица.